И еве сме во првото издание на, како што би рекле Штипени, ај шо е црно и бело, па и убоја. Се надевам дека ги преживеавте новогодишните и еве Бојџикниот празник, односно оној гастрономски маратон од алкохол и од пиење и од храна. И еве сега во една полежарна атмосфера ќе ги следите новите емисии на нашата емисија. Пред некој ден шетавме со Мики во една убава македонска планина и погледот ми го одзема една многу убава елка. И Мики ми кажа, се надоврза со една убава приказна за елките, во која, меѓу другото, ми кажа дека кога се родил Исус, кедерот ги распослал неговите иглички на пештерата, а елката останала засрамена затоа што таа немала што да подари. И му реков, чекај момент, еве ја новата тема за која ќе зборуваме во емисијата, за срамот. Го имаше ли срамот на сцената на во 25-та година? Дали срамот треба да остане? И дали срамот, како што би рекле некои нашите соседи србите, не изеде тугиот срам? Што нас не изеде во минатата 25-та година? Тоа е она што сакам да го продискутираме денес, секој нели од своите фела и од го имаше ли срамот во театарот, го имаше ли срамот во книгите и во литературните текстови, секако во историјата. Историјата нели само по себе, по она што го нуди, го има срамот. Еве јас ќе почнам што тоа најтака експлицитно ме засрами како момент во 25-та година. Тоа е првото што се уште актуелната војна во Украина го доведе за прв пат во историјата на војната историја навистина да почувствувам срам кога го гледам она човек на човек е волк или homo homini lupus est, можеме слободно да го трансферираме во човек на човек мој човек. Имено она убивањето, гледањето всушност на последните секунди од животот на војник, кога еден друг војник со џојстик пред екранот го управува дронот и буквално ја ги гледа последните секунди на другиот војник, ги гледаме оние забезекнати ликови или некој што со цигара рамнодушно ја чека смртта, а сето тоа се пренесува за само неколку часа, го гледаме вирално во живо. Навистина е срамно кога дојдовме до тоа дереđe што би рекле Штипјани, да и веќе и смртта ја гледаме во живо, а сето тоа го прави човек на човек. И една можеби поноко повеќе смешна ситуација кога Нобеловата минатогодишната добитничка на Нобелова награда на венецуеланката за мир, да, се уште оние $1.000.000 од наградата не беа легнати на нејзината сметка, здушно повика да Соединетите држави американски војно интервенираат во Венецуела. Лично за мене тоа е еден врв на срамот. Да, еден рече дека не треба вика да одиме далеку, него ако сакаме да видиме каква ќе биде ситуацијата во светот, треба да видиме на кого ќе биде доделена Нобеловата награда за мир. Таа сама по себе индикатор на многу нешто, да. Многу, и еве сега дури има на социјалните мрежи се забележува едно многу интересни мамиња во кои велат: "Ама дајте му ја Нобеловата награда на Трамп, ќе изгинеме сите." Видите, за мене покрај глобалните срамови на светот, како што се војната помеѓу Украина и Русија, ситуацијата во Газа, за мене најголем личен срам е Македонија и 2025-та. Навистина, некако за прв пат во животот почувствував потреба да оваа година се збогувам засрамен од тоа што сум македонски граѓани или не знам како да кажам,
но најголем срам е 16 март 2025 и Кочани. Навистина, тоа што се случи за мене и на оваа држава во Кочани остави голема трага врз сите нас. Тоа што си дозволивме, значи, некако живееме по инерција. Оваа држава 30 години луѓе живее по инерција. Не дај Боже да биде нешто, не дај Боже и еве се случи. Навистина, голем сраме за мене 2025 покрај Кочани е и кога ќе ми соопштат дека мојот главен град е најзагадениот град на светот, кога еколошки колапс ќе доживееме, а најголем срам е за мене рамнодушноста на луѓето, затоа што некако државата не учи да бидеме рамнодушни. Не е проблем гневот, туку е проблем тоа што не учи да бидеме рамнодушни. Некако станавме рамнодушни на се, некако како да ги гледаме работите рамнодушно и не реагираме, тоа е најголем срам, затоа што ние не реагираме, туку едноставно си легнуваме на брашното и живееме по инерција. Небезбедната култура на градот исто е за мене голем срам. Имав неколку моменти во 2025 што се почувствував како срам затоа што гледам концерт, гледајќи ги музичарите и уметниците како творат во смрзнати сали, кога крвовите на институциите од културата се распаѓаат. Навистина, како човек современ граѓанин ми беше огромен срам. Но пред се, тоа што се случи со Кочани 16 март, навистина, светот како да не промени, како ништо да не научивме од таа лекција, си продолживме со рамнодушноста, никој ништо не се презиме и навистина се срамам од таа ситуација. 2025 за прв пат мислам дека е година со која што некако сакам да ја заборавам, но како што викате, професоре, историјата не само што научи, таа поставува прашање. Какво прашање постави историјата за светот, за Македонија во 2025? Нели, таа пред тоа што не учи, историјата треба и како да поставува прашање. Вие како универзитетски професор по историја, какво прашање постави 2025 за нас, за македонските, за светот, за Македонија, за Балканот? Која е суштината на прашањето? За жал, бидејќи Македонија е толку маргинална во однос и на светските, и на европските, и на светските геополитички сцени, така што Македонија е она за која многу малку се прашува и за која многу малку прашува во сушност, но како што кажа, ние треба да се поставиме и ние треба да поставуваме прашање. Ние самите, ако ние не го бараме нашето место, дали тоа ќе биде во било која, нели зборувам за историски контекст, тогаш да не очекуваме дека некој друг нас ќе не прашува. Ние мораме сами да си го избориме местото. И во политичката, но и во историската сцена. И тука тоа што ме прашате го забележувам, повторно таа инерција. Немам иницијатива. Рамнодушност. Започнеме со некаква иницијатива, веднаш нешто другото е поклоп. Неверојатно. Каква рамнодушност забележува во годината што одмина, тоа е неверојатно. И во политиката и тоа кога ќе се погледнеме назад, многу историски прашања кои можеа да ни одат во наш прилог, веројатно ги изгубивме, не научивме ништо. Никаква лекција не научивме, за жал. Дури не се ни стремиме она што го изгубивме низ досегашната историја. Затоа ја често велам и секогаш со студентите, особено со моите студенти од историја, па и оние што се нели од факултетот за образовни науки, првото нешто кога разговараме за историјата, ги им посочувам традицијата. Историјата е традицијата која ние треба да ја негуваме не за друго, туку да имаме на што да се повикаме. И во добро, но кога е и лошо. За жал, губењето на традицијата, прекинувањето на сите корени ќе не доведе да бидеме, како што го кажете во твојот, да бидеме една аморфна маста која ништо не чувствува. Тоа што го спомна најзагаден град, тоа се банални работи, нели, во проблеми со сообраќајните проблеми, тоа е се отсуство на нечувствување на градот како свое. Тоа е не го чувствуваме. Солидарноста
Види, и ние и во тоа, Мики, во право беше дека немаме срам. таа рамнодушност се базира на солидарност. Инаку, кога зборуваме за срамот, има една каква ситуација која што психоаналитичарите ја кажуваат дека тоа е резултат на дискрепанцата помеѓу егото, јас и алтер егото, идеалот. Сега, кога зборуваме дека нема срам, всушност зборуваме дека немаме идеал. Дека кај нас останува само јас, а не и алтер егото, всушност се тежнението кон идеал. Значи, имаме ли ние идеал? Меѓу другото, сметам за себе, дека идеал беше солидарноста. Значи, Скопје го изградивме на база на солидарност. После си има тресот. Значи, ние немавме солидарност во... Замислите си вие, после таа трагедија во Кочани, многу концерти се одржаа низ Македонија. Многу концерти дури се одржаа, почнаа татарски представи, не знам, не треба да се завие градот во црно. Ама треба да се остави... Замисли сега, кај нас беше 3 дена, жалост, швейцарците имат 5. Значи, еве, пази, една ситуација толку ќе речеш ти делнична, маргинална, ама не е. Значи, истото или како кога викаше овој председателот на Србија, вика, види ги, вика, македонците изгубија 60 жртви имат, не дигат толку галама како вие за 5 колку тамо добија, колку беа во паѓањето на трешницата. Да, 11. Значи, некоја ситуација баш зборува за тоа дека има стварно таа огромна дискрепанца. Огромна дискрепанца за тоа што кај нас само его постои. Не постои алтер его, не постои идеал. Кога би постоел идеалот, тогаш што би рекол Чехов и ќе има и добри луѓе. Значи, а Чехов вика вака, добриот човек се срамови од своето куче. Значи, кај нас недостасува срам. Таа емотивна реакција по однос на некои моменти што ни се случуваат, по однос на меѓусебните комуникации, по однос на одредена, речеме, катастрофа, како што беше сега. Каде е нашиот однос тука со тоа? Каде е нашиот однос? Нашиот однос е, еве, како што рече Мики, немање на срам. Ако имавме срам, ако срамот постоеше, не срам како травматска ситуација, него срам како моментална реакција на одредена ситуација, да. Значи, тоа е таа ситуација која што на нас недостасува или е можеби подгазена врз база на тоа што веќе изгубивме надеж, немаме идеали. Значи, кога немаш идеал, ти немаш нешто што те спротивставува на твоето јас. Нашето јас, Мики го кажа на поеднаков начин, нашето јас е поголемо од се било. Од она што се случува, да речеме, во Палестина, од она што се случува во Украина, од она што се случува сега, да речеме, во Венецуела, од она што се случуваше во Швајцарија и она што се случи дома во Кочани. Значи, ние секаде поаѓаме со јас, а не со идеалот. Кој е нашиот идеал? Кој е нашиот срам? Не се срамуваме. Психоаналитичарите имат вежби како човекот да се ослободи од срамот. Не. Сега се потребни вежби како човекот да си го врати срамот. Всушност, да си го врати идеалот, да уништи таа дискрепанца. Доста е со јас. Ние, ако јас постојано викам, добро е веќе во поезијата во Македонија јаста да се тргне настрана. Секоја една песна или секоја безрек да има општи пораки. Не секоја да биде врзана за јас, за себе, за мене во одредена ситуација. Тоа е таа работа која што го мачи и не става во ситуација да подредени нешта не реагираме доследно. Не реагираме на начин на кој што е потребно да реагира човек. И во право си ти дека сега веќе човек на човекот не е волк, него е човек. Значи, полоши сме од волците во таа целата ситуација, а од друга страна не забораваме дека има еден научник кој што вели дека времето не се враќа назад, ама се повторува. Еве се повтори во Швајцарија времето. 17 април се повтори сега во Швајцарија. Внимавајте, 14 година се повтори 41.
41 година сега ќе се повтори во 25-26. Што се повторува сега во овие година две во кои го живееме, некој вовет на многу слично се случуваше и во првата и на почетокот на втората. Еве сега некој вела дека веќе сме навлезени во третата светска војна. Се Што рекла, нема да биде така. прашање што го поставија овие ожалостените во парламентот. Срам. Имате ли срам? Родителите на децата Имате ли срам? Имате ли срам? Имате ли срам? Што значи доста е со вашето јас. Ова излегува на сцената, зборува за јас, од позиција на јас. Он излегува збор од позиција. Никој не зборува од позиција на народ. Што повеќе демократија, тоа помалку народ. Се сетив на еден интересен документарец од познатиот српски режисер Лаловик, кој режирајќи еден прекрасен драмски филм поврзан со природата, во една од сцените умира еден елен и срна. И аман луѓе, зошто го оставивте да умре, беа реакциите на гледачите, буквално во солзи го колнеа, зошто го оставил да го гледа како умира и да не интервенира. И тој вели, имаше ли срам, имаше ли, вика, не се срамам, бидејќи секоја моја интервенција ќе беше погрешна, бидејќи филмот не беше снимен да интервенирам во природата, туку да ја прикажам незината и крхкост, кршливост и бруталност, но и убавина. Не можев да интервенирам, бидејќи секој мој интервенирање во тоа ќе беше прекинување на некој ланец. Но мислам дека едната нели страна, но другото е мислам дека треба да се има срам кога на патеката кршиш канделабра или клупа на која седиш, или ѓубрето кое го држиш во рака да го фрлиш до кантичката за смет, а не внатре. За тоа треба да има. Тоа е воспитна мерка. Не можеш, во некој случај имаше Виства Шимборска Нобеловеца во поезијата, вика, литературата може да постигне, вика, многу нешто. Немојте да мислите дека литературата е само како што вегаше риблја чорба, мртво слово на папир. Еве, да речеме, вика, во литературата можат сите елени да бидат живи. Секој куршум може да промаши. А тоа може да го направи литературата. Затоа ние кога зборуваме сега, нашите автори исто се без срам. Значи, еден не стана преку своите средства да покаже дека има идеал еднаква цел со сите миротворци, ама он има поеднакви средства и поеднаков начин и метод да дојде до тоа. Значи, пишувајќи поезија, пишувајќи драмски дела, ние наместо сега да сочувствуваме со, како се вика, со ожалостените во Кочани, ние правиме представи кои што ги поттикнува нивната жалба, нивната несреќа. Па имаме ли срам? Имаме ли срам? Значи, сега, во дадената ситуација, како што беше, ајде да речеме, еве, ќе земаме еден, да речеме, ординарен пример, оној што го знаеме сите. После земјотресот на Скопје, ние сите да зборувавме, да правиме филмови за земјотрес. Треба да правиме филмови како после земјотресот почнува нов живот. Или сега, како што викаше Тадео Шаружевич, јас единствено нешто што не се согласувам со него, он вика, после концлогорите нема више литература. Не, после концлогорите треба управо да има литература. Напротив, суштината на уметноста е тоа. Сега ние... Јас лично очекував дека уметноста ќе застане на првиот браник на болката на целата држава и ќе реагира. И очекував од целата уметничка фела, без разлика дали е театар, филм, дека ќе подаде и ќе правиме, ќе се смене целата свест, дека ќе правиме уметнички дела со надеж и љубов, што и да значи тоа. Не мора кога зборам смеја, не зборам само за комедија и за значи сите ќе реагираме, и поетите, и актерите, и музиката, и ќе биде во служба на болката на граѓаните. А ние напротив ги потенцираме болките на страданите и сопствените болки. Сите изгубивме таму. Кој лично, кој морално, но сите изгубивме. 2025 е еден голем срам за нас, за сите нас, што треба да научиме. Историјата ќе ни
ќе ни бара прашање, што научивме од ова? Ништо, рамнодушно само. Една невидена рамнодушност се случува. Ние сме држава која ќе живееме по инерција 30 години, тоа што ни е оставено, не дај Боже во секој сектор, не дај Боже домо на културата ако падне таванот, не дај Боже во болницава ако се откачи врз пациентот, не дај Боже на таксистот гумата ако му пукне, не дај Боже не знам што се случи на детето да во такси нешто старо неко. Сакам да кажам, ние сме држава по инерција и ние тоа е голем срам за нас. И до кога вака? До кога системот нема да е во служба? Астрофизичарите велат, не мора да верувате во Господ, треба да верувате во идеал. Па и религијата сега ги гледав коледарските огини. Еве сега кога доаѓавме некој студиото, оставени запалени дрва, палети по населбите каде што па не сум видел паганство, не виден срам и религијата стана како ти на коледарски огин ќе запалиш, овај ќе доделиш награда телевизор. Кој ви дава за право? Кој ви дава за право да се играте со чувствата на православните луѓе? Секое фрлање на крст, обично луѓето веќе со задоволство чекат да дојде богојавление за да видат кој поголема глупост ќе направи со фаќањето на крст. Не е суштината да го фатиш крстот заради парите, ту заради верата во. И таму ни е срамот. На сите поли ние имаме срам. Имаме политичари кои упорно не се ни срамат, зборуваат за минатото, при тоа штетејќи и на еднината. Пред малку ми рече еден седевме медицинар, лекар, вика, јас кога бев дете, најмногу се радувавме кога ќе ни дојдеа писатели на час. И вика, толку вика, се просто ги чекавме со нетрпение. Слушавме, речеме, за тој писател и најнаш тој дојде. И го гледаме во него човек, гледаме наш брат, гледаме наш родител. Се она што ќе ни го кажеше, ние за цел живот го запамтивме. Кај нас, ја кога ја направив пиесата за срамот, да ви кажам, се убив трчајки по школите да ги организирам да ја гледат. Во пиесата за срамот управо се зборува за тоа. За тоа за кое што зборува серијалот во Шведска, во Норвешка, во скандинавските земји, еден од најгледаните серијали за срамот во средната школа, во основното училиште. Како срамот меѓу децата. Значи, пази, психоаналитичарите зборуваат дека тој може да биде травматизирана ситуација. И тие сите се борат против тоа. Некој што е мал и низок, да го ослободат тој срам. Некој што е вака да го ослободат тој срам. Но, еве го, тие не само што треба да се ослободат тој срам, него оние што го наведуваат човекот, оние што вршат мобинг, оние што го наведуваат тој да се срам, тие треба да се засрамат право. И кога ќе го осетат срамот кај себе, лесно е после да сватат, да ги видат, да ги увид да имат во своите грешки и во своето причкорување на овластувањата. Нели? Оти шо више, од својата ароганција. Вика, на времето, да не правиме, како се вика, оддалечување од темата, а на времето усноста беше многу во литературата, воопшто беше во филозофијата, немаше друго. Додека не дојде ароганцијата на писменост. И ја уништи усноста. Што значи тоа? Шом дојде ароганцијата на мобилните телефони, више готова уништена и писменоста. Значи, видите ли дека како се расте? Една ароганција уништува друга, трета ароганција уништува друга. Сега најнаш, ние почнавме да не мислиме, бидејќи, кој вика, оној будалата мисли, паметниот запишува. Така ли сега? Сега, будалиот запишува, а паметниот телефон мисли. Значи, ароганцијата на паметните вешната интелигенција е пишува. Ето што, технологијата се развива побрзо од моралот, луѓе, каде што вештачката интелигенција се користи без никаква етика. Вистина е да гледаш како чат GPT се користи во секоја колумна, во секој социјален надпис на социјалните мрежи. Тоа толку веќе без никаква голем срам. Еден од поголемите срамови е како се користи вештачка интелигенција на многу лош начин. Навистина е секоја колумна, секој статус, неверојатен срам. Технологијата се развива многу побрзо од моралот, многу побрзо. Тоа е катастрофа. Значи, невидено е како секој човек ја користи на многу неетички начин вештачката интелигенција. Тоа е И замислите, уште еден од срамовите. Македонија е 90% по планинска површина, си дозволивме да го имаме најзагадената држава, најзагадениот град во светот. Да, по територија
90% планинска држава. Замислете кога ќе погнеш на телевизија дека Скопје со години е прв на листата на најзагадени градови, никој ништо не реагира. Никој ништо не реагира, го имаме дали не е срам кога некој од страна ќе ти каже добро бе, вашиот главен град е упорно најдобар, голем срам е тоа за сите нас. Еве како еден заклучок, затоа ме наведе ти со сите овие работи што ги наведуваше за Штип. Јас го размислував така наречениот Капеџик синдром го нарекувам, зошто еве се доаѓаме до сето ова. Капеџик Штипјани знаат што е, тоа е една вратичка во која поврзуваат две соседни куќи. Го има во Новосело беше карактеристичен по тоа и овде се во тие вратички во тој простор се одвиваше целиот социјален и културен и семеен живот на Штипјани. Излегувајќи чекор, првиот чекор кога ќе го излезат надвор, налетуваа на се некаква туѓа чизма, дали е турска, бугарска, српска. Ајде излеговме од тоа, дојдовме во Југославија, од капеџитице веќе влеговме во стамбени згради и блокови. Повторно ништо ни фалеше. Пак се шараат зидовите, се кршеа прозорите, ѓубрето се фрлаше од прозор, пак некако не го чувствувавме тоа како свое. Дојдовме еве во независна, создадовме нова држава, самостојна, своја. Ке се направи патека, ке се скршат канделабри, се фрлат кошчиња за смет во река, еве сега имаше украси, го украсивме градот, ги фрлаа повторно. Значи, поентата ми е, не го чувствуваме тоа како свое. Да го чувствуваш како свое, ќе имаш срам да му го направиш тоа. Затоа што ќе знаеш дека на таа клупа ќе седи дедо ти, баба ти, татко ти, сестра ти. Ние немаме срам. Тоа не е наше. Тоа е повторно нечие. Видиш, што треба да го поттикне повторно срамот? Е тоа... Што треба да го поттикне срамот? Идеалот, алтер егото. Затоа ти реков дека јаста треба да го подгаземе, не и јас, него заедничкиот идеал. Имаме ли ние заеднички идеал, заедничка цел, очигледно дека немаме. Неа ќе градеме со собствени методи. Немаме. Што рече овој? Вика, Трамп не ја менува целта, само менува методи. Сега вика, нема така, ќе управуваме, вика, ние со нафтата. И ти додека нели, не се решат проблемите внатре во уредувањето на државата, ние ќе продаваме нафтата. Јас ќе видам газдата. Значи, целта му е иста. Само менува метод. Метод менува. Значи, ние кој метод да го сменеме за да ја постигнеме заедничката цел? За да го чувствуваме. Немаме заедничка цел. Очигледно дека немаме. Значи, еве, ако за жал немаме. Солидарноста тоа беше заедничка цел. Сеќаваш ли? Солидарни заедно Еве, зашто не се солидарни актерите сега? Значи, уметниците во Штип, тие што се од културните институции, да речеме, ќе го направиме кровот на Штипскиот театар, после ќе го направиме кровот на библиотеката, или било што, да се распишат. Ја би, например... Да собереме и да разговараме. Да разговараме и да кажеме, еве, имаме големи плати. Пред секоја новогодишни прослави, програмските содржини, сите упорно ругаме дека нема услови, дека ќе падне, ќе не утепа кровот, дека измрзнавме. Имаме големи плати, ќе се откажеме по 10% од платата, да направиме тоа. Нема срам. Пази, високи плати, премногу високи плати. Убаво рече овој, кога ти платата треба да биде резултат на твојот ангажман. Ако ти во една година си ангажиран во 2-3 пиеси или наместо порано имаше 126 репризи. Сега ти колку репризи имате годинашно? 40. Тие 40 репризи со однос на 126 репризи, значи вие треба за 80 репризи да ги вратите парите. Видите, да ви кажам само нешто, гневот не е опасна работа, како што рекол Дарио Фо во случајната смрт на анархистот. Поопасна работа од гневот е равнодушноста. Најголем срам на Балканот е равнодушноста, посебно на македонските простори, каде што на вистина да си равнодушен човек, мислам, државата работи на луѓето да бидат
рамнодушни. И тоа е за мене еден поразителен факт. Никој не реагира за ништо, како да живееме по дефолт, по инерција, како да ни стави анестезија, професоре, како да, не знам, како да сме така, веќе на ветерот, пред нас се случуваат катастрофи, гинат луѓе, никој ништо не реагира и само чекаме, ние живееме по среќа, по инерција живееме. Ние немаме систем да живееме, ние не живееме систематски, ние по среќа, ако преживееш, како во природата, ако не, системот не те брани, системот не те заштитува, тоа му и целта те заштитува, а те остава да преживееш на среќа. Ако се снајдеш, си некој партиски активист, ќе те вработат во некоја институција, имаш среќа ќе преживееш. Ама ако не, системот ќе ти дигне рација од тебе и тоа е тоа. И ти си рамнодушен, не реагираш. И затоа велам, Дарио, гневот не е опасна работа, гневот е продуктивна работа. Анестезиран пациент лесно се работи и тоа е работи на тоа и успева. Не можам да сватам како во Кочани се случија избори. Не можам да сватам. И уште не можам да ми мине во главата како некој може да излезе на избори, а да при тоа цел град да се завие во црно. Не можам, тоа е некоја рамнодушно, не логично ми. Не можам да сватам. Фучи најдобро го кажува кога размислува за срамот, дека срамот може да биде одлична работа ако те води кон нешто подобро. Односно, ако ти го отвори оној морален компас. Сега ние го загубивме, се надевам дека, искрено се надевам, иако не верувам дека ќе го пронајдеме некаде. Овде ќе ги поздравам гледачите, се надевам дека односно ќе ги упатам да не се срамат да ја споделат емисијата и ќе ви закажем средба за една недела. За подобро 2026, професоре, дај Боже. Наредната е дека од вашата професија да научиме нешто. Посветиме, да, бидејќи за тоа посебно ќе зборувам во наредната емисија, за тоа што и што ќе очекуваме. Сите што идат ќе бараат одговор на оваа година и тоа сериозен одговор. Кој ќе одговори, професоре? Кој ќе каже зашто загинаа 63 млади? Историјата знае лесно да се извлече од тоа прашање, бидејќи си дава една историска дистанца од 20 години преден, нели, чекаме 20 години за да одговориме на еден настан, но ние нема да чекаме толку, туку веќе во наредната емисија повторно ќе отвориме некои интересни и актуелни теми. До тогаш се гледаме.